Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме на тема Бог. Најважното нешто во животот, во овој живот, е да го познаваш Бог. Бог рекол: мудрите нека не се фалат со мудроста, ниту јунакот нека не се фали со смелоста, ни богатиот нека не се фали со богатството. А кој сака да се фали, нека се фали со тоа што има мудрост, за да ме сознае мене. Пророк Еремија, 9 глава, 23 стих. Бог не создаде за да го познаваме, да го сакаме и да му се покоруваме. Ако некој не се познава со Бог, тој ја нема постигнато целта за неговиот живот. Неговиот живот е погрешен. Затоа, каков е Бог? Еве ги неколкуте карактеристики за Бог. Каков е Бог? Како прво, Бог е дух. Бог нема физичко или човечко тело. Не можеме да го гледаме со нашите очи. Библијата открива: Бог е дух и кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Евангелие според Јован, 4 глава, 24 стих. Апостол Павле пишува до Тимотеј следново: Бог, живеејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Но Бог се покажа во Исус Христос. Исус дојде на нашата земја, за да го направи невидливиот Бог видлив. Еве што пишува апостол Јован: Бог никој никогаш не го видел. Единородниот син, Бог, кој е во прегратката на таткото, тој го објави. Исус му рече на Филип: кој ме видел мене, го видел и таткото. Ние знаеме од Библијата каква личност е Исус. Бог е истата личност како Исус, затоа знаеме каков е Бог, зашто Бог се откри во Исус. Бог е вечен. Бог нема ни почеток, нема ни крај. Еве што запишал псалмистот: пред да се родат планините, пред да постои копното и земскиот круг, од век до век, Боже, Ти си. Бог никогаш не се менува, зашто јас, Господ, не се менувам. Ова стои запишано во книгата на Малахија, 3 глава, 6 стих, потоа во Псалм 102, 25 стих. Бог е секаде присутен. Та зар јас сум Бог само од близу, говори Господ, зар оддалеку веќе не сум Бог? Може ли некој да се скрие во тајни места, та јас да не го видам, зборува Господ? Не ги исполнувам ли јас небото и земјата, зборува Господ? Бог знае се. Бог е поголем од нашето срце и знае се, пишува апостол Јован. Бог е семоќен. Исус рече за Бог се е можно. Матеј, 19 глава, 26 стих. О Господи, Господи, Ти ги создаде небото и земјата со голема сила, со подигната рака. Тебе ништо не ти е невозможно. Еремија, 32 глава, 17 стих. Иако Бог е семоќен, има работи кои не може да ги прави. Зошто? Тој не може да лаже. Иако Божјата сила е многу голема, тој не може и нема да го направи тоа, она што е погрешно. Например, тој не може да лаже. Во надежта за вечен живот, што пред вечни времења го вети Бог кој не лаже. Ова стои запишано во посланието до Тит, 1 глава, 2 стих. Бог не може да биде искушуван да греши. Ниту еден кој е искушуван да не рече Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото и самиот тој никого не искушува. Бог не може да се одрече. Ако сме ние неверни, тој останува верен, зашто сам себе не може да се одрече. Потоа имаме Бог е љубов. Бог е љубов во неговото внатрешно битие
и во сето тоа што го извршува. А кој не љуби, не го познава Бог, зашто Бог е љубов. Првото писмо Јованово, 4 глава, 8 стих. Понатаму Бог е свет. Бог не греши. Бог не може да греши, се што прави е совршено. Според светецот, кој ве повика, бидете и самите свети во целото свое држање, зашто е напишано: бидете свети, зашто јас сум свет. Прво писмо Петрово, 1 глава, 15 стих и 16. Бог е еден Бог. Бог постои вечно како три личности, но тој е еден Бог. Трите личности се Таткото, Синот и Светиот Дух. Секој од трите личности е целосно Бог. Трите личности се еднакви во сила и во слава. Тоа се вика доктрината на тројството или учењето за тројството, кое значи три во еден. Во многу места во Библијата трите личности се спомнуваат заедно. Например, во Матеј 3 глава 16 стих и 17. Бог Таткото зборува од небото. Бог Синот е на реката Јордан и Бог Светиот Дух слегува од небото да застане врз Исус. А кога Исус беше крстен, веднаш излезе од водата. И ете, небесата му се отворија и го виде Духот Божи да слегува како гулаб и да се спушта над него. И ете, глас од небесата зборуваше: ово е мојот возлюбен син во кого е мојата милина. Таткото е целосно Бог. Бог Таткото го планираше создавањето на небесата и на земјата. Тој владее над нив и ги управува сите светови. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Господ го постави својот престол на небото и неговото царство владее над се. Синот е целосно Бог. Тома одговори и му рече: мој Господ и мој Бог. Евангелие според Јован, 20 глава, 28 стих. Тома го нарече Исус мој Господ и мој Бог. Исус го одобруваше она што го рече Тома, затоа што она што го рече Тома е апсолутна вистина. Исус е Господ и Бог. Читај за ова во Евангелието според Јован 1 глава, 1 стих, Римјаните 9 глава, 5 стих, Тит 2 глава, 13 стих, Евреите 1 глава, 8 стих и така натаму. Поради неговата голема љубов кон нас, Бог Синот дојде на земјата и умре на крстот, за да ја плати казната која ние ја заслуживме поради нашиот грев, зашто и Христос умре еднаш за гревовите, праведен за неправедните, за да не приведе при Бога, на вистина, тој кој беше убиен во тело, оживе со духот. Денес тој е жив и е способен да го спаси секој кој доаѓа при Бог преку него. Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Послание до евреите, 7 глава, 25 стих. Светиот Дух е целосно Бог. И така, одејќи, направете ги сите народи мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото и на Синот и на Светиот Дух. Овој стих покажува дека Светиот Дух се спомнува на еднакво ниво со Таткото и Синот. Во Дела на апостолите, Петар вели дека лажењето на Светиот Дух е лажење на Бог. А Петар му рече: Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш Светиот Дух и да задржиш од цената на нивата? Не беше ли твоја додека не беше продадена? И кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го науми тоа нешто во своето срце? Не ги излага луѓето, туку Бог. Светиот Дух ги разбира потполно мислите на Бог и само една личност која е Бог може да има вакво потполно разбирање. А Бог тоа ни го откри нам преку Духот, зашто Духот испитува се, па дури Божите длабочини.
Зашто кој од луѓето знае што е во човекот, освен човечкиот дух кој е во него? Така никој не знае што има во Бог освен Божиот дух, пишува апостол Павле во прво писмо Коринтјаните, 2 глава, 10 стих. Кога веруваме во Евангелието, Светиот Дух не носи преку ново раѓање во Божјата фамилија или семејство и ни дава нов небесен живот. Исус рече: "Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото тело, тело е, и роденото дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора." Евангелие според Јован, 3 глава, 5 до 7 стих. Светиот Дух во нашата борба против гревот не зајакнува преку целиот наш живот, зашто борбата трае целиот живот. Зашто ако живеете по телото, вели апостол Павле, ќе умрете. Но ако преку духот ги умртвувате телесните дејства, ќе живеете. Светиот Дух ни дава сила и духовни дарови кои ни овозможуваат да му служиме на Бог. Ќе примите сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Ерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Секому му се дава откровение на Духот за општа полза, а сето тоа го прави еден ист Дух, кој разделува секому како што сака. Да го познаваме Бог. На почетокот на ова што го рековме, дека најважната работа во животот е да го познаваш Бог. Се разбира, не можеме да го знаеме Бог целосно. Тој е премногу голем да можеме сосема да го разбереме. Но Библијата вели: Господ е велик и достоен за секоја пофалба. Неговата величина е недостижна. Иако не можеме да го знаеме Бог сосема, можеме да го знаеме вистински затоа што Библијата ни кажува многу за Божјата личност и за она што Тој го прави. Например, знаеме дека има еден Бог и дека Бог е три личности и дека секоја личност е потполно Бог. Бог Татко, Бог Син и Бог Свети Дух. Знаеме уште еден прекрасен факт за Бог, дека секоја од личностите во Тројството делуваше во нашето спасение. Бог Таткото го планираше начинот да не спаси од нашите гревови. Смртта на Бог Синот Исус Христос ни овозможи да се спасиме од нашите гревови. А Бог Светиот Дух им дава нов небесен живот на ново раѓање на оние кои веруваат во Евангелието. Има уште една прекрасна работа. Можеме да го знаеме Бог вистински и можеме да го знаеме лично, кога го прифаќаме Господ Исус Христос како наш Спасител. Бог не носи во својата фамилија или семејство, Бог станува нашиот љубезен небесен Татко и ние стануваме Негови деца за секогаш. Тогаш навистина го знаеме Бог. Да го познаваш Бог на таков начин, значи да имаш вечен живот или да имаме вечен живот. Кога Господ Исус зборуваше со својот Татко, тој рече: "А ова е вечен живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и Исус Христос, кого си го испратил." Евангелие според Јован, 17 глава, 3 стих. Господ нека ве благослови. Амин.